Зборувавме за модернизација и колку пари ќе се потрошат, меѓутоа сигурно вработените во армијата и армијата ги интересираат и платите во армијата, дали автоматски со зголемувањето на буџетите ќе се пристапи и кон зголемување на платите, затоа што, например, има една забелешка дека иако со минималната плата треба да се зголеми станарината што се дава на оние што живеат во станови кои им ги плаќа Министерството, тие останале на 8.000 денари месечно. За станарина? Да. Сега ќе ви дадам целосна информација. Но завршете слово. Така што тука има забелешки и во однос на тоа дека и покрај колективниот договор, и покрај зголемувањето на буџетите, не секогаш се исполнуваат условите кои се дадени. Ова го давам само како еден пример. Јас морам да го дадам примерот што е вистините. Професионален војник е, земам ова е. Само да појасниме, едно е одвоен живот и плаќање за одвоен живот, друго е за патување до местото, трето е за живење. Еве за професионален војник и зашто толку има интерес за да се пријавуваат толку професионални војници. Ова има уште десетина звања повисоки со поголеми примања. Еве ќе земеме основна просечна плата нето околу 35.700, преку време на работа што се исплаќа со 32 часа е над 6.000 денари. Нокна работа со 56 часа над 2.300 денари. Дневници за дежурство во стража 10 дена над 7.100. За превоз се плаќа дополнителни 1.600 денари. За храна се плаќа дополнителни 6.000 денари. И кога ќе видите во целиот збир е преку 70.000 денари, што секој еден професионален војник може да ги земе. Зборувам, ова е обичен професионален војник, се разбира кога ги задоволи сите овие. Но порано во минатото беше па 30.000 денари само платата. И сега ова Министерот за одбрана го спомна поимот професионален војник. После година и пол пост, замислете, го спомна професионален војник. Но кажа и дека професионален војник може да земе плата до 70.000 и образложи дневници, прекувремени и сите тие додатоци. Со сите додатоци може да дојде до 70.000. Просечна плата за професионалник зема 35.700. Тоа намерно го кажа за да го избегне одговорот колку е најмалата плата на војникот, а тоа е 30.000 денари. Значи не е 35.700 просечната, туку е 30.000 и понадоле иде. Платата на војниците е плата. Додатоците на платата се додатоци на плата. Кажува ставка од 7.100 денари за 10 дена на стража или на терен. Сите ли војници одат на стража по 10 дена? Има војници што никогаш не дават стража. Тие не може да ги земат овие додатоци. Значи, не може да ги земат прекувремените, не може да ги земат ноќните, не може да ги земат другите додатоци. Значи, од 3.000 професионални војници, сите 3.000 не дават стража. Многу малце даваат. И не даваат секој месец по 10 дена. Стражата е или 7 дена, или е поделена на 2 пати 4 и 3 дена. Така да овие средства не се точни. Уште една лага. Сите не даваат 10 дена. Ако овој месец даде стража 7 дена, следниот месец не е на стража. Значи следниот месец не ги зима тие средства. Може би третиот или четвртиот ќе му се погоди пак да оди на стража. Значи од 12 месеци професионален војник може да земе 4-5 пати просек овие пари и помали од овие што ги кажува. Значи не е вистина дека професионален војник може да дојде до 70.000. Лага. Ако гледате во Министерството за одбрана, исто така има дополнителни работи што може да ги земат согласно колективен договор. Тоа е, имате магистратура уште 10%. Да, докторат, магистратура 150%, ако сте ментор 5%. Значи ако исто така на секој му се закупнина добива исто така на средства, има слободно време за тренинг по колективен договор, сето ова кој ќе го видите, ние имаме како Министерство за одбрана навистина сериозна пари на средства каде што ги одвојуваме за плати и навистина се на едно повисоко ниво. Она што уште една лага. Припадници на армијата земаат 10% на плата за докторат, магистратура и така натаму и така натаму. Да, но професионални војници не земаат.
кои што имаат докторат, магистратура и така натаму. Дискриминација. Ама никој не знае. Сега знаат. Оно што може да го разговараме како синдикати и апсолутно го разговараме е дека ако треба да се зголемува основната плата, тогаш треба да видиме дали сите додатоци треба да достанат, бидејќи треба да бидете фери спрема сите други останати вработени во другите јавни институции. Основната визави минималната? Минималната плата во Министерството за одбрана не се смета, туку се смета како бодови. Така е направено уште пред неколку години со одлука на влада и е пренесено во бодови, тоа е прифатено од синдикатите. Јас се разбира ќе продолжам. Министерот за одбрана призна дека во армијата нема минимална плата, туку има нешто што е изразено во бодови, 606 бода. И тоа било донесено пред неколку години со одлука на влада. Не. Беше донесено 24 јануари 2024 година, лани, и со таа одлука се избриша минималната плата и вашето дискреционо право за зголемување на бодот е само ваше право и затоа не го зголемувате бодот и не ги зголемувате платите во Министерството за одбрана. Тоа е вистината. И разговарал со синдикатите. И требало да разговара. Да, треба да разговарате, но не разговарате со синдикатите. Посебно не за платите. Сите барања што ги доставуваме за зголемување на плата завршуваат во корпа и нема одговор. Немање одговор е не. Сите припадници на армијата и членови на синдикатот кои што ме следат, сите барања за подобрување на правата и за зголемување на платата ги објавувам јавно. И знаат точно кога е побарано зголемување на платата. И платата не е зголемена. Нема одговор на тоа и нема ни да има. Ниту па има разговори со некои од синдикатите и ова е лага. Дека имате средби со синдикатите за платите и за се друго. Немате средба со никој. Прифаќањето на промената на минималната плата со 606 бода не е прифатено од синдикатите, а посебно ниту сме прашани, ниту сме прифатиле такво нешто од независниот синдикат на професионални војници. Значи, лага. Оно што може да го разговараме како синдикати и апсолутно го разговараме е дека ако треба да се зголемува основната плата, тогаш треба да видиме дали сите додатоци треба да достанат, бидејќи треба да бидете фери спрема сите други останати вработени во другите јавни институции. Основната визави минималната? Минималната плата во Министерството за одбрана не се смета, туку се смета како бодови. Така е направено уште пред неколку години со одлука на влада и е пренесено во бодови, тоа е прифатено од синдикатите. Јас се разбира ќе продолжам со секој ден синдикат и она што им следува и по колективен на синдикатите, не знам. Се што им следува од Министерството да организира семинари и така натаму, се тоа се прави. Едукација. Ама проверете ја сценарината во меѓувреме дали останало. Тоа апсолутно сум сигурен, са бајли имав и состанок со секторот финанси, бидејќи гледаме да стигнеме со што повеќе средства. Министерот вели дека се исплаќа според колективниот договор и за синдикатите. Не се исплаќа све. Лага. Уште една лага е дека има зголемен интерес за прием на професионални војници. Нема. Никој не доаѓа во армијата за 30.000 денари плата. Анализиравме, гледавме дека имало и друга понуда, меѓутоа овие хеликоптери можеби имаат поголеми капацитети за транспортирање од американските. Транспортирање? Поголеми капацитети внатре. Тоа е за транспорт кога зборуваме. Но мислам дека како армија треба да гледаме и огнена моќ. Да, така што има и предности и едните и другите. И сега ниту сме стручни тоа да го цениме ние, меѓутоа не можеме да речеме дека се нефункционални и непотребни. Не, апсолутно се потребни. Се што А сега прашање на, ајде не речам вкус, прашање на детали е кој што ќе цени. Бидејќи министерот за одбрана не сака да признае дека хеликоптерите што се нарачени од Леонардо се лош избор и нефункционални, еве јас ќе кажам дека се лош избор и баш се нефункционални и мислам дека ќе служат само за едно
ќе бидат како фенси такси за правење пиер и за пренесување на луѓе од една локација до друга и за ништо друго. Огнена моќ нема, значи ни споредливо со тоа претходно што сме го имале со хеликоптерите Ми-24, кои што за жал се уништија и ги дадовме на друга земја, и овие хеликоптери се џабе фрлени пари. Тоа треба да го знаат луѓето. А башка Вингот е нефункционален од технички персонал, веќе нема технички персонал. Вие објавивте 2 јавни огласи за прием на подофицери, јавен оглас за прием на цивилни лица од цивилство во армијата за подофицери, кој што првиот оглас примивте 3, кои што не беа цивилни лица од цивилство, туку беа веќе вработени во армијата како професионални војници. Со тоа што јавниот оглас стана интерен оглас и тие веќе се вработени, а знаете и вие дека тоа е спротивно на законот. Сега имате втор оглас за прием на 10 подофицери, јавен оглас за прием од цивилство на лица кои што ќе бидат подофицери во Вингот до 25 години. Сега од армијата си заминаа професионални војници со 20 и плюс години работно искуство на различни типови на воздухоплови. Ја напуштија армијата со 45 години, ја останаа на улица без работа, а вработувате деца кои што виделе хеликоптер само на PlayStation. Значи, многу добро ќе биде и нината на Вингот со овие хеликоптери и со овие деца кои што хеликоптер виделе само на видеоигрици и на некој филм, можеби. Во реалност, тешко. Тоа е. Зошто никогаш не прифативте, еве, јавно повикувам на дебата со вашата предходничка. Токму за ова прашање, затоа што ова прашање на вистина кое што треба да се дискутира меѓу вас и поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска, која го ставила парафот за да каже и таа кои биле пак нејзините аргументи. Ве разбирам целосно и немам проблеми. Никош немаше таква дебата, еве, следна прилика неколку пати преку некои институции, односно преку вас медиумите сме давале различни прашања и така натака. Ја гледате дека не правам секој ден тема од сето ова, за да јас на крајот од денот сакам како министер, односно секој ден граѓанин да знае дека ќе стигнат нови хеликоптери. Дали треба јавно да ги зборуваме сите детали за овој договор и не дај Боже поради тоа да има арбитража? Не знам, еве, дали... Од друга страна, министерот не сака да признае чива одлука како е се нарачани овие хеликоптери. Еве, јас ќе кажам дека се нарачани по волјата на еден човек само. Значи, чисто онака. Не се запазени ни потребите на армијата, ниту се слушнати предлозите на воените структури, што е потребно за македонската армија, какви воздухоплови, какви да се набават и од која фирма, туку е одлучено пресечено од едно лице. Точка. Тоа е. На тате фирмата превод. За крај само ве молам 30 секунди ми останува. Зборам за наудите што ќе ги дадат на крај. Пожарникарите очекуваат тоа што го видовте да им го испорачат. Точно. Еве, помина буџетот, минатиот буџет за оваа тековна година имаше предвидено 530 милиони денари за сите општини каде што треба да се даваат плати за пожарникарите. Ветиве дека ќе има зголемување, целосната сума за се што е за секоја општина ќе биде, ставивме 1 милиарда денари во нашиот буџет, секоја општина ќе добие максимален број на средства. Еве и подиректно да идам, има и предлог на закон за пожарникари каде што го направивме заедно со најголем дел од синдикатите и така натака, но зборувавме за реформи каде што ќе се спојат повеќе институции, ДЗСВ и ЦУ ги спомнавте и така натака, и ова е една од сегментите закон. Многу грижа за пожарникарите во Република Македонија. 1 милиарда ќе се одвојат за пожарникарите за 2026 година за нивните плати и за најверојатно купување опрема, али за платите најверојатно ќе бидат поголемиот дел од средствата.
сега пожарникарите, работата им е да гасат оган. Војниците им е работата да го дадат својот живот во одбрана за државата. Пожарникар зима плата 80.000 денари, а професионален војник зима 30.000 денари. А војникот му помага на пожарникарот да ја дозаврши работата. Значи, тој што зима 30.000 денари, што му е работа да ја брани државата, за 30.000 денари плата, му помага на тој да се дозаврши работата за 80.000 што зима плата. Браво! Браво! Министер за одбрана се секира за пожарникарите, а за платите на припадниците на армијата нула. Трета година поред ни денар покачување на платите. Браво! Законот за инфраструктура не стигна на ред, меѓутоа Ќе го 2022 се апсолутно. заговара и до ден денеска не е донесен. Пак сакам уште еднаш, ако ми дозволите, 1 милиарда ќе завршат за општините, односно директно за пожарникарите. Ова прв пат да се донесе толку голема сума директно за општините и благодарам на сите пратеници бидејќи дадоа поддршка. Да. За ова мислам дека е важно да има што повеќе. Во подготовка за законот за пожарникарите учествувале најголемиот дел од синдикатите. Значи пак не сме учествувале ние, бидејќи нашиот став веќе се знае, ние сме за армијата. Но ова е Министерство за одбрана и армија, не е за пожарникари. За пожарникарите нека му ја мисли некој друг. Законот за пожарникарите помогнале повеќето синдикати. Изгледа пак тие синдикати кои што се дружите со нив и најчесто ги викате за да разговарате за правата и платите на вработените, а на крај останува дека за вработените во армијата нема ништо, ама затоа сте договориле милиарда за пожарникарите кои што немаат врска со армијата и одбраната на државата и безбедноста на државата и така натаму и така натаму. Страшна работа е ова, но тоа е тоа што јавно го кажавте, искажавте многу лаги, многу невистини, многу манипулативни изјави, дека се е некако мет и млеко, а уствари у реалноста не е така, не е ништо мет и млеко, ништо не се исплаќа, има тужби кои што ќе го блокираат пак буџетот на министерството, не можете да го соприте тој наплив, се сопира само со социјален диалог и со разговор со синдикатите, ама со синдикати, а не со потрчковци и, како да ги наречам, само ко за сликање. Сите решенија се на маса, само треба политичка волја да се решат. А политичка волја во оваа држава нема повеќе од 34 години и сите проблеми се поради лоши одлуки на политичарите или никакви одлуки на политичарите. За жал, денеска и платите на вработените зависат од политичарите, а тоа е дискреционото ваше право да го зголемите бодот или не, бидејќи не сакате да го избришете 606 бода, да го вратите минимална плата во основната плата за пресметка на платите на вработените во армијата и министерството, затоа и не сакате да ги зголемите платите, иако имаме 22,7 милиони поголем буџет од лани, 11 милиони вратени, ребуџетирани, значи тоа се 33,7 и наредната година 2027 ќе биде уште поголем, значи еден куп милиони, но ни еден денар за припадниците на армијата, за тие лица кои што треба да ја бранат државата во оваа ситуација во Европа каде што војната е на прагот. Значи, многу јако тактика, појма, мислам, не можам да сватам како е можно да не го менаџирате човечкиот фактор, а не знаете дека моралот на луѓето поради лошите социјално-економски услови на припадниците на армијата е сведен на нула. Дали мислите дека некој ќе гине за 30.000 денари плата? Кој ќе гине?
Или да се замениме со поженкарите. Ние да бидеме поженкари, они да дојдат да ја бранат државата со 80.000. Може би така нешто ќе биде помотивирачко. Од и мотивација со 30.000 нема. Со 80.000 може би ќе има. Блиску сме до вашите плати со 80.000. Али со 30.000 никако. Катастрофално издание на топ тема, а доказ дека ова емисија договорена, бидејќи се на секој прашање на новинарката имате спремен лист и новинарката не ве нападна скоро за ништо, и тоа што не ми одговори на мојот допис до нејзе за да ја поставам реални вистински прашања, е доказ дека ова емисија е една од тие што е договорена за пиар пред народот, да знае колку се у армијата мет и млеко, уствари не е баш така. Многу е гочливо. Али сега народот ја знае вистината и се повише ќе ја дознава. Поздрав!